Советот на родители на Основното училиште Крстен Мисирков во Куманово бара промена на наставниот план и програма. Овие поплаки ги доставиле писмено до надлежните институции, молејќи да се земат предвид затоа што децата се пренатрупани, а резултатите се слаби. Имаме пренатрупаност на материјали, несоодветност на материјалите со возраста на учениците, нивната психофизички развој, кој што дополнително представува стрес и оптеретување на децата. Односно се поставуваат некои високи рамки за постигнување на одредени успеси, а кои што реално не можат да се постигнат од причина што самите материјали и нивната обемност е од повторувачки карактер. Секоја година истите материјали се повторуваат со дополнително и проширување без стекнување на она вистинско и квалитетно знаење, туку само се трча низ материјалот за да се постигне неговата обемност. Од друга страна немаме вежби, немаме стекнување на квалитетно образование, во која суштина и го гледаме која е пропустот на ваквите наставни планови и програми. Целта на родителите е на оваа иницијатива да се приклучат и советите на родителите од другите основни училишта на национално ниво, со цел да ги консолидираат своите барања, со единствена цел наставните програми да се прилагодат на практичните услови во училиштата. Една од родителите истакна дека во многу училишта не достигаат основни кабинети, додека наставните програми се на ниво на вештачка интелигенција. Хармонизацијата на наставната програма е неопходна, рече таа. Во оваа прилика и за ова барање сакаме да ги повикаме и останатите родители да се приклучат, како и наставниците да кренат глас, бидејќи тие што се најкомпетентни да кажат како педагози за децата и за тоа дали може да се совладат наставните програми кои се наметнати. Реформи во образованието треба да почнат од корен, а не од врв. Значи не може да се прават реформи кога нема обезбедено услови во училиштата, немаат кабинети, немаат материјали за работа, што е предвидено да се има со наставните програми. Според Законот за основно образование, наставната програма со новиот концепт се воведе во употреба од 2020 година, но резултатите како во училиштата, така и на државните или меѓународните надпревари се многу слаби за учениците. И извештаите на ПИСА ги рангираат учениците од Македонија на дното од листата со значителни заостанувања во основните предмети. Досега нема никаква реакција од секторот за образование на Куманово или од Министерството за образование и наука.